на лице место со Горан Ѓоргоновски. Ке зборуваат за еден хуманитарен турнир во мини ракомет, насловен "Децата играат, срцата донираат за ДНК". Марија, добро утро до тебе, добро утро и до Горан, и повелете за сите наши гледачи да ги соопштиме деталите поврзани за овој хуманитарен турнир кој што ќе се одржи. Добро утро и до вас. Ве поздравуваме токму од отвореното игралиште кое што се наоѓа во рамки на спортскиот центар Марко Божиновски. Именно тука, токму на ово игралиште, во недела ќе се одржи турнир во мини ракомет, кој е во рамки на проектот Ракомет за секое дете. Нешто повеќе за ова спортско, но воедно и хуманитарно случување ќе ни раскаже во продолжение мој денешен гостин, господин Горан Ѓоргоновски. Да му посекаме добро утро. Добро утро, Марија, до тебе и до гледачите. Како што кажа и ти, турнир во мини ракомет како дел од нашиот проект Ракомет за секое дете. Јас сакам да се навратам неколку месеци наназад, исто со вашата телевизија. Ја најавивме новата сезона на Јуниор Куп. Тоа е турнирски систем во ракомет, во мини ракомет за децата од нашата школа. И еве сега, после 6-7 месеци, на друга локација, во истата општина Аеродром, го најавуваме последниот турнир за оваа сезона, Јуниор Куп, кој што покрај спортски аспект, спомна и ти, има и хуманитарен аспект, имено средствата кои што ќе се соберат од активностите на турнирот, а ќе ги кажеме подосна кои се, ќе бидат наменети за настраданите членови од бендот ДНК во несреќата во Кочани. Така да, сега сакам да кажам тука околу активностите, како ние планираме и размислуваме да се соберат тие средства, затоа што турнирот како турнир имаме искуство и ги организираме веќе 4-та година, многу турнири позади нас со децата, но ова е нешто специјално за нас и од организацијска смисла, и од, да речам, од емотивна смисла, дека сакаме да собериме што повеќе средства, сакаме што повеќе луѓе да слушнат, да дојдат, без разлика дали тие во моментов се поврзани со ракомет, дали нивното дете тренира ракомет, не тренира ракомет, може ова ќе биде поттик да види што прават другите деца, па ќе влезе во сала. Сме зборувале и претходно, не знаеме кој е дете, каде има афинитет и каде може да се најде. Така да околу активностите, заедно со нашите партнери кои што се на проектот, обезбедивме различен тип на производи, да кажам, вода, кафе, сендвичи, мајци и така натаму. Сите тие, условно кажано, ќе бидат за продажба, нема да се продаваат, но со услугата ќе треба секој од нас да донира. Тука би сакал исто да потенцирам уште една нишка која што ни е важна, затоа што се работи за деца кои што се од 6 до 12 години, кои што би требало и треба да ги едуцираме во насока да бидат хумани, да имаат емпатија према оние кои што се во некаква непријатна ситуација во моментов, така да ние како организатори према родителите инсистираме да ги запознаат децата дека не е само обичен турнир и дека треба да и во иднина тие да бидат тоа што треба да бидеме луѓе и да имаме емпатија и хуманост во нас. Освен хуманиот аспект, кој што е главниот фокус на ова случување, колку деца ќе учествуваат во самиот турнир? Школата оваа година, по на што искрено јас како организатор не го знаев додека не пристапив кон организација за изработка на сертификати, затоа што на последниот турнир на секоја спортска наша година, која завршува обично, ние завршуваме со тренинзи на 15 јуни, но ова е последна шанса да ги собереме на едно место сите деца. Значи школата брои над 315-320 деца, од кои 280 зависи како е во можност детето, затоа што дел од децата и не се во Скопје во моментов или не се во можност воопшто да дојдат. Очекуваме околу 280 деца да настапат во различни категории, во 3-4 категории. Дел од нив играат мини ракомет, дел од нив играат веќе голем ракомет. Колку време ќе трае ово случување? Значи турнирот трае вообичаено 5-6 сати, знае некогаш и да се издолжи затоа што се многу надпревари, 28 надпревари, секој од нив да задосни по минута. Веќе имате пола час за доснување, не сме оптеретени, да кажам, со време, но така да децата се надеваме дека прво од децата, нивните родители,
семејствата, потесни, пријатели, па и локалните жители тука што се во аеродром, со информација, еве благодарности до вас како телевизија, дека ќе ги информираме да дојдат и пак ќе повторам, ова го гледаме на еден друг начин од оние стандардни турнири кои за нас, ние знаеме да кажеме, се затворени за децата од нашата школа и многу често имаме, да кажам, не проблеми, но приговори зошто е тоа така, но верувајте дека ако не е возможно да примиме поише деца да играат на еден турнир, затоа што и ние имаме доста деца како школа во Скопје и во Велес, така да од тој аспект за нас е специјален во однос на ова што го зборуваме и сакаме, имаме желба да не биде само ова една како да кажам, да не биде само попусто ова што го правиме во смисла на луѓето на кои што треба да им помогнеме. Значи настапуваме на вистина искрено, уште кога се деси тоа, тука сакам да не заборавам дека ДНК како бенд, уште покрај тоа што знаеме какви професионалци, како фимич има во Македонија во однос на музиката, тие беа на вистина луѓе кои што во рамките на своите можности постојано беа присутни за оние на кои што им требаше помош, на ранливи категории, и сега ние сме наред тука. Уште кога се случи несреќата си дадов задача да најдам начин во рамки на моите можности, преку ова што го работам, прво да ставам внимание на нив како луѓе кои што треба да им помогнеме, а и директно со организација на некои настани. Еве дојде ситуација во недела, ги поканувам сите од 10 до 16-17 часот сме тука, да дојдат, да гледаат ракомет, да гледаат младински ракомет, да видат што е детски дух, да ги донесат своите деца кои што во моментот можеби не тренираат ништо, пак ќе повторам, ни еден спорт, можеби ова ќе биде поттик за нив, но и секако да биде поттик да ги донесеме во ситуација да создаваат емпатија, да создаваат хуманост во себе, во однос, затоа што нели секој може да се најде во ситуација во која што не е пријатна. Не е пријатно и на кој што му е потребна помош. Ве благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што имаме можност да најавиме едно вакво хумано случување. Ви благодарам на вниманието и на просторот. Благодарам уште еднаш. Порака до сите гледачи, оваа недела токму овде на отвореното игралиште во рамки на спортскиот центар Марко Божиновски ќе се одржи турнир во мини ракомет, каде што можете да дојдете со самото ваше присуство, односно со секој купен производ, без разлика дали станува збор за храна, вода и слично. На тој начин ќе извршите донација која што ќе биде за семејствата кои што за жал се најдоа во неубава ситуација, од семејствата на членот БНК кој што се најдоа во неубава ситуација која што се случи за жал во Кучани пред некој период.